Колега Маноловски, како што некој кажа, да, ова е вистинска рашомонијада, меѓутоа насочена кон државата. Тотално непочитување на Уставот, законите и целосно замајување на јавноста, кога сака да се сврти вниманието во однос на членот 8а од Изборниот законник, чии што измени беа по барање на Социјалдемократскиот сојуз, каде што многу јасно и експлицитно е наведено дека од денот на донесување на одлуката за распишување на избори се стопираат сите постапки за разрешување и именување на носители на јавни функции, односно неможност да се започне со постапка за вработување на нови лица или постапка за престанок на работен однос, а започнатите да се стават во мирување, освен кога се работи за итни и неодложни работи. И колега Маноловски многу сакаат тука да го употребуваат зборот реформи, реформска влада, еве ќе ги прашаме за какви реформи станува збор. Дали нивната најголема реформа е договорот со Бугарија? Дали таа е нивна највисока достижна реформа? Дали најголема реформа е стратегијата за интеграција на 200.000 мигранти во периодот од 10 години? Дали исто така најголема реформа е законот за двојазичност, кој е неуставен и целокупната правна фела во целост и сите нивни поддржувачи јасно се изјаснија дека овој закон, предлог на закон е тотално неуставен. Благодарам. Понатаму, дали во предизборниот период ветуваа и кули и палати, а добија задолжување? Задолжување во износ секој ден по основ на државни харти од вредност за 1,5 милиони евра. За секој поминат час се задолжува државата за 62.500 евра. Колеги, ветуваа плата од 16.000 денари минимална, основна плата, просечна плата 30.000 денари, 100.000 денари за лекарите, ништо од тоа. Или дали новиот закон за администрација, кој што е веќе пуштен како предлог, каде ще се укинува потребата за сертификат на англиски јазик, потребата за некои тестови, или пак да се олеснат постапките за унапредување по системот на кариера во администрацијата. Тоа само ја враќа нашата држава назад, тоа укажува дека тие освен здомување на партиските послушници немаат никаков план да ја движат напред државата по така наречените нивни реформи. Тоа се нивните најголеми реформи, да ја распарчуваат и продаваат нашата држава онаму на кој што му е потребно и како му е потребно. Благодарам.